премиер, како ќе се деблокира работата на собранието во догledno време? Зашто многу процеси може да останат блокирани? Први на работата на собранието гледаме дека и покрај бојкотот и блокадите кои што ги прави опозицијата, и тоа не целата опозиција, туку дел од неа ВМРО ДПМН, тоа функционира. И последната седница го усвои дневниот ред практично и беа изгласани дел од точките за кои што постоеше исполнети услови за нивно изгласување. Потоа гледаме дека на комисијата за избори и именувања веќе започна расправата за избор на уставни судии, каде што сите политички партии ги предложија своите предлози и според мислење на стручната јавност дека се работи за лица кои што се предложени од страна на пратениците и за кои што ќе има вредна расправа, по која што ќе следува избор на уставни судии. Исто така јас во повеќе наврати кажав дека во услови на најголема светска, економска и енергетска криза, се уште присутна здравствена пандемија, гледаме дека во добар дел од светот веќе има повторно мерки за дистанцирање, за затворање на одредени производствени и услужни процеси, како што е во Кина, како што е во дел од азискиот континент. Знаеме дека пандемијата не мирува и дека секогаш треба да бидеме подготвени, дека во такви услови секоја политичка партија треба да биде одговорна и да даде максимум да се носат мерки и да се носат закони кои што го олеснуваат секојдневниот живот и кои што се грижат за задржување на стандардот на населението. Не постојат закони кои што не влијаат на општествените процеси во позитивна смисла. И тука не може да се смета собранието за супермаркет каде што некој ќе одлучува кој закон ќе помине, кој нема да помине, од причина што секое законско решение содржи во себе или унапредување на одредени процеси, или унапредување на одредени права на граѓаните или на компаниите во државата, бидејќи не сите закони се однесуваат исклучиво на граѓаните, туку има и голем број на законски решенија кои што се однесуваат на подобри услови на деловната заедница во државата, а исто така и на голем број на одредени групи во општеството на кои што треба да им се излезе во пресрет. Исто така постојат голем број на законски решенија кои што се унапредуваат согласно со напредокот на развојот на општеството и согласно со согласувањето со директивите на Европската унија. Затоа уште еднаш би посочил дека е апсолутно неодговорно во услови на ваква криза да се врши бојкотирање и блокирање на собранието. Прво, тоа граѓаните не го заслужуваат, второ, пратениците треба да бидат одговорни, бидејќи нив не ги бираат политички партии, туку ги бираат граѓаните и тие треба да бидат таму 24 часа, како што и наведено во самиот деловник на собранието, бидејќи собранието е практично во постојано заседавање и треба да носи одлуки кои што ќе значат подобро за сите граѓани во државата. Прашање поврзано со Бугарија, дали на 22 ќе се одржи меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија и дали ако се одржи ќе бидат уклучени некои договори, и на 24 дали ќе има заедничка делегација за чествувањето во Рим. Минатата година беа председателите Педаровски, Радев и Апостолов, кој било во Рим? Значи, во однос на Бугарија, јас од почетокот на мојот мандат како премиер кажав дека решение со Бугарија е единствено можно доколку тоа решение се заснова на европски вредности, на принципи на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави и на меѓусебна почит помеѓу политичарите, институциите и граѓаните на двете држави. Се додека нема такво решение кое што се базира на тие вредности и кое што е изградено на принципите кои што ги кажав, тогаш нема да има решение. Во моментов, како и во претходниот период, Министерството за надворешни работи разговараат, односно разменуваат идеи помеѓу себе, како што било прошем и во претходниот период. Меѓутоа нема усогласено заедничко решение кое што може да биде основа, прво за меѓусебен договор и второ за споделување со институциите во државата, во едната и во другата, и во Бугарија и во Северна Македонија. И од таа причина тие разговори нормално дека продолжуваат. На 22 нема да има меѓувладина заедничка владина конференција, од причина што агендите тоа не го дозволуваат, а на 24 ние ќе имаме наша делегација во Рим, која што ќе биде составена од министри, во која што ќе биде и ректорот на универзитетот
Кириле Методи, Свети Кириле Методи од Скопје и јас ќе ја предводам таа делегација и тоа ќе биде македонска делегација во Рим. Премиере, вие се оградивте од испадот, ке го наречам, на Џафери во собранието заради тоа што станува збор за аудиозапис и не можете да видите кому како се обеќе. Меѓутоа знаеме дека неколку години порано токму на аудиозаписи се случи и промена на владата, а има се уште луѓе кои што се судат, па и се осудени за токму такви изјави со аудиозаписи. Што се промени од тогаш до сега и зошто не го коментирате ова? И уште едно прашање, не кажате јавно став ваш за споменикот во Слупчане. Ние овде во Прилеп имавме семејство кое сами си подигнаа споменик на еден од бранителите кои загинаа во диво населје. Дали постои некое правило, некој закон во оваа држава кој каде подигнува споменици, зошто, на кого се посветени и така натаму? Благодарам. Најпрвиот вчера имав одговор во однос на снимка која што се појави од собранието и кажав дека на таа снимка не се гледа кој со кого зборува и од таа причина не можам да ја коментирам и коментар треба да се побара во собранието на Република Северна Македонија бидејќи собранието е посебна власт, тоа е законодавна власт во која што согласно со деловник се уредени односите во собранието. Во однос на снимки што претходно имало, првин судската пракса и судскиот систем вели дека снимките, дека судски одлуки се носат врз основа на докази, односно врз основа на материјални докази низ судска постапка. И јас не можам да коментирам ни за тие снимки од тогаш, бидејќи тоа го прават судските органи низ судски случаи преку изведување на материјални докази, зашто веќе има пресуди во државата, меѓутоа пресуди кои што се засноваат врз основа на фактички материјални докази, кои што се изнесени од страна на обвинителства и кои што се пресудувани од страна на надлежните судови, кои што нормално дека работат независно врз основа на законите на државата. Што се однесува до спомен обележјето во општина Липково, во Слупчане, тоа е во надлежност на општината. Такви спомен обележја одобруваат и градат општините, тоа е изградено од општински средства и општинските советници и градоначалникот одлучиле дека тие финансиски средства треба да ги вложат во такво спомен обележје. Во услови на криза, јас сметам дека советниците во сите општини, и тоа во неколку наврати го имам кажувано, дека треба да размислат добро, зборувам за сите општини, на што се инвестираат финансиските средства и со оглед на тоа дека се наоѓаме во време на голема економска и финансиска криза, пред нас предстои најтешката зима за нашата генерација и за нешто постарите генерации од како паметиме. А што се однесува до општина Прилеп, точно е дека тие обележја треба да не потсеќаат на времења кои што поминаа. Тие обележја такви треба да ни бидат школо и треба да од нив извлекуваме искуства, дека треба да градиме држава која што нуди еднакви можности за сите граѓани, бидејќи да не забораваме дека ние сме мултикултурно, мултиетничко, мултиконфесионално општество, какви што ги има многу малку во Европа, со толков процент на застапеност на различни етнички и верски заедници, и кои што единствено низ живот во кохезија, низ живот на меѓусебна соработка, низ живот на градење на здрави и добри меѓуетнички, меѓуверски односи можат да изградат подобра држава за сите граѓани. После 2001 година ние во Република Северна Македонија имаме систем во кој што прво помалите заедници се вградени во уставот, второ ние сме држава која што единствена во Европа има министерство кој што се грижи за правата на помалите заедници. Ние имаме законски решенија кои што ги унапредуваат правата на помалите заедници. Покрај за македонската, албанската заедница, турската заедница има свое образование и ја на таа тема сум разговарал и со амбасадорот на Турција да овозможиме услови да тие го изучуваат својот мајчин јазик во општини во кои што имаме значаен број на турско население. Истото се однесува и за другите помали заедници и навистина сметам дека треба да градиме односи кои што ќе
од кој што ќе резултира европска држава во која што ќе зборуваме за воведување на нови технологии, во која што ќе зборуваме за поголема грижа за граѓаните, како што тоа впрочем го правиме и денес, со оглед на тоа дека најсовремена светска опрема од најпознат светски производител ја имаме сега во Прилеп, нешто што го немало 50 години, и тоа се темите на кои што треба да ја градиме иднината. И повторувам уште еднаш, со оглед на тоа дека спомено бележите се во надлежност на општините, тогаш и на општина Прилеп останува на кој начин ќе донесе одлуки и како ќе се сеќава на оние кои што своји животи дале за независна република Северна Македонија, како што тоа впрочем било секогаш во минатото. Ви благодарам. Почитуван премиер, 2018 година актуелната влада доноси закон за забрана за предвидување на средства за локалните и националните медиуми, предвидување на средства од локалните самоуправи, државните и предпријатија и органи. Има иницијатива за укинување или модифицирање на тој член 102 од Законот за медиуми. Неформални знаеме дека сте имале средби со одредени представници од државија, докаде е со таа работа, дали може да се очекува тоа што поскоро, бидејќи финансиската состојба во медиумите во Македонија навистина е многу тешка. И второто прашање се однесува на исплатата на субвенциите за тутун, бидејќи тутунарите очекуваат субвенции што Значи, во однос на првото прашање, владата не укинала ништо, тоа го има направено од собранието и тој закон се носи со двотретинско мнозинство во собранието во однос на уредувањето на медиумите. Во тоа време точно е собранието одлучи дека треба да се укине можноста државата, односно владата и владините институции да се рекламираат на масовни медиуми, и тоа беше донесено од причина што претходната власт во 10 години правеше класично и еклатантно злоупотребување на медиумите преку директно финансирање на медиумите, и тоа во износи од околу 40 милиони евра на годишно ниво. Треба да се финансираат медиумите, меѓутоа тоа не може да се злоупотребува. Ние се сеќаваме кога се држаа пресконференции само со нарачани прашања. Вие знаете дека ја бар за мене можам да зборувам дека никогаш не се случило на некој новинар или на било која телевизиска куќа да и се каже што може да ме праша и кога може да ме праша. Значи јас 3 пати доаѓам во Прилеп и 3 пати одговарам на сите прашања кои што вие ги имате да ги поставите. И секое менување на законската регулатива мора да биде во насока таа да спречи било каква злоупотреба на медиумите во иднина. Јас неформални состаноци не сум имал, сите мои состаноци се формални. Тие се одвиваат во зградата на владата и за сите нив нормално дека постојат белешки. Точно е дека имало состаноци со здруженија како на медиуми, така и на други организации од медиумската сфера. Што се однесува до локалните медиуми, ние веќе имаме 50% од надоместокот за вршење на дејност која што ја наплаќа регулаторот. Таа е одобрена да не се плати и се работи на законско решение на издржано законско решение кое што ќе може да овозможи на медиумите прво постабилно финансирање, поредовно финансирање и уште подобро извршување на своите услуги, бидејќи медиумите се од огромно значење, како националните медиуми, така и регионалните медиуми, со оглед на тоа дека регионалните медиуми имаат повеќе простор, повеќе знаење и повеќе пристап до информации кои што ги засегаат граѓаните, и преку тоа можат да вршат иницијативи кои што ќе унапредуваат навистина теми и делови од животот кои што можат да се решаваат и на локално ниво. Значи се работи на решение со сите политички партии, како што кажав, затоа зашто такво решение за било какви законски измени не може да произлезе само како иницијатива на владата, туку тоа мора да произлезе како парламентарна иницијатива со оглед на тоа дека е потребно двотретинско мнозинство, а јас би кажал дека за една таква тема потребно е национален консензус во собранието, каде што сите политички партии ќе го разгледаат, ќе дадат свое мислење, заедно со мислење на експертите, нормално и мислење на меѓународната заедница, и да се најде решение кое што ќе биде одржливо и долгорочно во однос на финансирањето на медиумите со цел да произведуваат реална програма која што ќе ги отсликува реалните процеси во државата, а не да биде злоупотребувана како што беше злоупотребувана во минатото. Субвенциите за тутунарите, значи средствата се во буџетот обезбедени. Секоја година се прави една измена во законот,
која што измена значи дека примателите на субвенции, односно производителите на тутун, не треба да одат во управата за јавни приходи да вадат потврда за платени даноци, со цел да се олесни прво исплатата, со цел да се олесни технички поднесувањето на барањето за субвенциите. Значи секоја година во изминатите, тоа е техничка измена која што собранието веднаш ја одобрува. Во овој момент на комисијата за земјоделство тој закон не се поставува. Јас на 27 минатиот месец на парламентарна говорница побарав пратениците веднаш да го стават, бидејќи се работи за техничка измена во еден член која што се прави секоја година. Меѓутоа со оглед на тоа дека комисијата за земјоделство се води од пратеник од опозицијата, односно председател на една од коалиционите партии на ВМРО ДПМН, тој закон се уште не се става на седница и не се закажува седница. И само од тука можете да видите дека опозицијата нема никаква намера да не блокира закони кои што значат подобар живот на граѓаните, а овде токму за тоа се работи, бидејќи се обезбедуваат субвенции за производителите на тутун, кои што се многу значајни производители во државата. И еве уште еднаш ја користам оваа можност да ги повикам веднаш да се закаже седница на Комисијата за земјоделство и таа техничка измена на законот за неколку часа да биде изгласана и да почнат веднаш да ги примаат своите субвенции производителите на тутун. Уште две прашања економски. Значи едното прашање се однесува, вие сте економист, доктор на науки, каква е економската логика електростопноста на Македонија да располага со угостителски објекти? Не ви го слушнав прашањето? Каква е логиката? Каква е економската логика електростопноство на Македонија да располага со угостителски објекти? Еве да речеме хотел Моликај, мислам дека има негде таму на Шапка и така натаму, сите нижа загуби. МВР има некаков објект таму во Охрид, Министерството за одбрана има некакви објекти таму кај Седирао. Зошто постојат тие објекти? А велиме дека нема доволно средства во буџетот. Зошто се ти привилегирани се тие луѓе во Министерството за внатрешни, во Министерството за одбрана или овие што се од Евана, односно пардон, за електростопноста на Македонија? Второто прашање, зошто мислам не се опиѓуваат и некаква друга логика да се најде? Економска. Не случајно вас ви го поставам прашање. И второ прашање, бевте сега пред недела-две во Електрозопол, таму резервира Македонија неколку стотина милиони некакви капацитети за неруски газ, за некој друг газ, што би дошол до Македонија. Докаде е поставката на секундарната, односно терцијалната мрежа во општините, прилепи овде на 200 метри е дојден газоводот, за понатам технички како би одела тоа, меѓутоа овде ми се чини дека ништо не се работи за понатамашни. Се најавуваше некако јавно-приватно партнерство, но од таа работа, за локално ниво, ми не разбирате, ништо нема да се. Толку беше имам на прашање за министерот за здравство. Благодарам на прашањата. Прво, јас би се вратил, ајде да кажеме и неколку децении наназад. Значи, не се Министерството за внатрешни работи и ЕСМ единствените компании кои што имале одмаралишта, одредени објекти за своите вработени. Туку најголемиот дел од компаниите во државата, односно во тоа време организациите на Сдружен труд, согласно со социјалистичкото уредување, имале своји хотели, како во Охрид, Дојран, во нашите туристички места, исто така и на Јадранското приморје. Во текот на транзицијата, голем дел од тие компании практично веќе не постојат. Дел од објектите кои што ги имале се руинирани и ден денес стојат како такви, бидејќи не е пренесена собственост на други правни лица, а дел се продадени во текот на изминатите 30 години на независната држава, како што се има случајно со одредени одмаралишта во Црна Гора, во Хрватска, па и во Охрид и така натаму. И сега гледаме голем број на хотели кои што носеа имиња на познати наши компании уште од времето на социјализмот, дека сега се приватни хотели. Такви се и објектите кои што ги има и ЕСМ, такви се објектите кои што ги има Министерството за внатрешни работи, веројатно такви се објектите кои што ги имаат и други институции и се уште добростоечки компании во државата кои што порано биле во општествена собственост, а сега се во приватна собственост после приватизацијата. Навистина на менаџментот останува на кој начин ќе ги менаџира тие објекти.
постојат секогаш и за и против, дали да останат во собственост или да се продадат. Нормално дека ако се продаваат, треба да се продаваат низ една транспарентна постапка на давање со организации и со компании кои што се бават со таа дејност, а доколку не се продаваат, треба да се донесе одлука дали ќе бидат исклучиво за потребите на вработените или пак ќе бидат од отворен тип, односно дека ќе можат таму да користат услуги и други граѓани на државата кои што нормално дека за тоа би платиле, исто како што би платиле и вработените во компаниите кои што ги поседуваат тие објекти. Јас го делам вашиот став дека не треба да има привилегирани вработени во ниту една институција само затоа зашто работат во јавниот сектор. Дури јас во неколку наврати имам кажано дека јавниот сектор е сектор кој што прима плата од приватниот сектор. Сите приватни работници плаќаат придонеси, плаќаат даноци и од тие придонеси и даноци се исплаќаат платите на оние кои што работат во јавниот сектор. Јас цел живот имам работено во приватниот сектор, ова е прв пат и како заменик министер и како премиер да работам во јавниот сектор и навистина јасни ми се овие прашањата и многу ми се јасни одговорите. Што значи дека и доколку се во собственост, тие треба да бидат од отворен тип, да може секој да ги користи тие услуги согласно со определени цени по пазарни услови, а не треба да бидат исклучок вработени кои што работат во такви организации и да имаат дополнителна привилегија затоа зашто работат едноставно се вработиле во одредена институција или во одредена компанија во државна собственост. И мислам дека имавте уште едно прашање или за гасификацијата. Први на Александрополис. Александрополис е голем мегапроект кој што е практично регионален проект. Во него учествуваат и Република Грција, Република Бугарија и ние исто така изразивме подготвеност и ги донесовме потребните одлуки за учество во овој проект. До сега сите гасоводи одеа од исток кон запад. Ова е за прв пат да има тек на газ кој што ќе оди од југ кон север. Тоа е првата работа. Второ, се врши диверсификација на снабдувањето со газ, бидејќи ние како држава и целиот регион исклучиво се снабдуваме со газ од Русија, што значи дека сме зависни од руски газ и исто така таа зависност предизвикува и цените кои што ги плаќаме да бидат највисоки во светски рамки. Второ, изградбата на такви терминали секогаш овозможува втори извор на течен газ. Овде се работи за течен газ, тој доаѓа од извори од источните земји, од северноафриканските земји и од Соединетите американски држави, бидејќи таму има наоѓалишта на газ и тој во течна форма се транспортира со бродски сообраќај, потоа со посебна опрема се враќа во првобитната состојба и може да се користи. И ние како држава веќе закупивме количини во гасоводот кој што започна со изградба пред извесен период, на кој што отварање бевме сите премиери и претседатели од регионот. Трета опција исто така за која што разговараме со Република Бугарија е приклучување на уште еден интерконектор, а тоа е на азербејџанскиот газ, на ТАП гасоводот, и за тоа министерот за економија веќе во неколку наврати оди во Бугарија и со своите регионални колеги разговараат за можноста за приклучок и за обезбедување на капацитети, а додека ЛНГ терминалот исто така имам уште една одлука донесено, која што исто така треба да се спроведе заедно со Република Грција, а тоа е довршување на интерконекторот кој што оди од Александрополи до Солун и од Солун до Неготино практично, каде што ќе биде центарот на сите гасоводи кои што треба да бидат дел од снабдувањето на Република Северна Македонија со газ. Во однос на гасификацијата со мрежата до граѓаните и до компаниите, вие знаете дека беше отворен процес на давање меѓународно. Во финалето се влезени две големи компании со големо искуство во гасификација на населени места од Турција. Таа постапка се уште е во тек и штом ќе биде избрана компанијата победник, тогаш таа ќе направи нормално план со кој што ќе започне и гасификацијата на одделните општини. Со оглед на тоа дека ние почнуваме процес на гасификација, бидејќи за такво нешто немало потреба претходно во времето на Југославија и не било направено во 30 години од независноста на државата, веќе постојат нови пристапи во гасификацијата на градовите, особено во Западна Европа, и тука веќе почнуваат со имплементација на новите концепти, например во Холандија, и тогаш се поставува прашањето дали се прави и во Словенија веќе започнува тој концепт, а тоа е дали до секој дом треба да оди газ или пред секој град се прави когенеративна централа која што произведува и електрична енергија од газ
и која што произведува топла вода за загревање на домовите и на компаниите, бидејќи доминантно кај нас гасот се користи за загревање на преку фурнуси на производствени капацитети и нормално за производство на електрична енергија во когенеративни централи, како на пример во Скопје, преку која што се загрева и најголемиот дел од градот Скопје. Откако ќе биде избран понудувач, финално, и тоа треба да се случи во наредниот период, тогаш ќе се донесе и финална одлука за концептот во светло на развојот на концептите на гасификација во развиените земји, кои што со тоа имаат неколку десеницко искуство. Премиере, уште едно прашање за вас. Да. Колку одвезан Елизавета Критовска радио прва. Првата е за енергетската криза, за здравствената криза, за економската криза, говор. Дали и кои мерки има предвидено владата за да ја намали инфлацијата, односно снижавање на инфлацијата? Значи, во однос на инфлацијата, вие ако ги погледнете инфлаторните движења во сите европски држави, тогаш ќе видите дека нашата инфлација е идентична со тие движења и таа исклучиво произлегува од зголемената цена на енергенсите на светските пазари, зголемените цени на храната на светските пазари и од зголемените цени на суровините, бидејќи апсолутно се зголемени сите цени на суровини од железо, челик, алуминиум и така натаму на светските пазари, што го зголемува транспортот и дополнително ги зголемува и производствените трошици на преработувачката индустрија во секој сегмент. Јас утрово ги гледав инфлаторните движења, вчера разговарав со министерот за финансии, ден пред тоа имав комуникација со гувернерот на Народна банка, бидејќи навистина секојдневно комуницираме и со експерти, бидејќи јас имам и советници неодамна ангажирани кои што се навистина експерти во делот на монетарната и на макроекономската политика. Дел од нив биле во Министерството за финансии, дел биле во Народната банка, дел се универзитетски професори во Англија кои што работат во сферата на финансиите. Она што Народната банка веќе го направи, бидејќи инфлаторните движења се адресираат и преку фискалната политика. Преку фискалната политика вие веќе знаете дека воведовме 26 мерки, од кои што дел се намалување на даноците, односно на приходите на државата, со цел да се намали ценовниот притисок, односно да нема зголемување заради даноците, и затоа на електричната енергија и на основните прехранбени производи е намален данокот на додадена вредност. Второ, во однос на цените на прехранбените производи, прво беа замрзнати цените на прехранбените производи, а потоа се отиде со ограничувањето на големо продажните и мало продажните маржи. Сега секојдневно во Министерството за економија се прават анализи до кога тие мерки се издржливи и на каков начин ќе бидат модифицирани, со оглед на тоа дека не смееме да ги доведеме производствените капацитети во ситуација да мора да работат со загуби, бидејќи во тој случај ќе станат неликвидни и до сега одлично се менаџира тој процес. Еден од најголемите производствени капацитети за масло за јадење се наоѓа токму во Прилеп и заедно со Министерството за економија, со министерот за земјоделие, јас бев тука во еден наврат, кога беше најголема кризата со маслото, тие беа навистина на својата задача, целиот менеджмент тим и вработените на Витаминка и на нивните поврзани компании кои што произведуваат масло за јадење, и обезбедивме непречено снабдување на државата со масло за јадење, за разлика од други многу поразвиени држави кои што имаа проблеми и празни рафтови. Дополнително и бевме солидарни, и сме, како што беа и други држави во регионот, така како што Србија го крена извозот на рафинирано масло и на жито за нашата држава, со оглед на тоа дека имаа забрана за извоз. Исто така и ние донесовме одлука, бидејќи ние имавме забрана за извоз за стратешки производи, ја кренавме забраната за извоз за Албанија, бидејќи Албанија се најде во ситуација да нема масло за јадење и затоа рафинирано масло согласно со договори на нашите приватни производители испорачавме за Албанија, што навистина беше поздравено, ја се видов и со нивниот премиер, и тоа навистина беше поздравено како еден солидарен потег на две соседни држави кои што имаат одлични односи. Значи, јас го уверувам дека секојдневно се работи на задржување на ценовното ниво да биде најниско во регионот и пошироко како што беше и до сега, и постојано и министерот за економија и министерот за земјоделие работат во таа насока. Дополнително и донесовме план за зголемување на производството на храна во државата. Веќе се
доделува земјиштето за дополнително производство на жито во државата и мене ме радува што на повикот за дополнителни 6000 хектари имаше дупло поголем број на побарување од страна на земјоделците во државата и Министерството за земјоделие ќе продолжи исто така во таа насока. Исто така ги зголемивме субвенциите за производство на стратешки култури, бидејќи навистина беше напуштено во изминатите 30 години производството на стратешки култури во државата. Ние имаме еден систем на субвенции во кој што се субвенционира се, меѓутоа во исто време расне увозот на храна и вие сте од земјоделски регион и точно знаете дека таква политика која што беше злоупотребувана во изминатата деценија практично за изборни цели, дека не дава резултати за зголемување на производство на храна, туку треба како држава да се вратиме на основите, односно да произведуваме жито, јачмен, сончорлет, она што секоја држава го прави, особено во услови на криза, бидејќи тоа се културите кои што се најмногу потребни и кои што нашите земјоделци знаат добро да ги произведуваат. Исто така воведени се дополнителни субвенции за зголемено производство на жито и на други стратешки култури и исто така воведено е и за прв пат од осамостојувањето авансна исплата на субвенции, тоа започнува со овоштарството, односно 30% од субвенциите да биде исплатено пред отпочнување на работите, тогаш кога најмногу им е потребно на земјоделците, а остатокот согласно со планот за исплата на субвенциите. Благодарам. Значи вака, планот за вработување е годишен план, кој што е паралелно со формирањето на буџет за идната година. Во текот на оваа година, јас детално не знам колкава е барањето на болницата, меѓутоа со динамика на развој на обслужување на граѓаните, односно зголемување на капацитети за обслужување на граѓаните во Општата болница во Прилеп, паралелно оди барањето за вработување во оваа болница. И уште едно прашање. Ова со магнетна резонанца, нешто добро му се случило на Прилеп, нешто ајде да не речем последен здив на медицинската техника, макар што не е баш така, меѓутоа, така ние да го толкуваме, бидејќи сме мала земја и така натаму и така натаму. Се радувавме пред неколку години кога влезе компјутерската томографија за диагностика, се радувавме кога болницата се реновира, кога се направи, така натаму и така натаму. И тоа е за пофалба така дека без разлика на политичка структура е на власт, ние како граѓани, тоа нас е пријатно и добро да имаме поквалитетна здравствена услуга. Во тој контекст би сакал да прашам, какви се шансите да се подобрат условите на идната медицинска помош во Прилеп? На 100 метри одаде, не мора да дојде подалеку, слезете ќе видите во какви услови работи идната медицинска помош. Сега со Миле разговаравме, велија бе, значи се грижиме за граѓаните, се грижиме за состојанието од здравје, се грижиме за здравјето на сите овие луѓе без разлика од каде се, што се, каква политичка боја има, националност, верска припадност и така натаму. Тоа не е прашање од ваков или онаков тип, тоа е прашање на живот или смрт, итна медицинска помош. Глупци се шетаат таму, сета среќа, не може ништо да направи со директорката на Миле, со години, не сте вие прв ниту последни. 23 министри поминале и го прашуваме прашање. Значи вака, здравството не би требало да препознава бои, политички, национални и било какви. Ние сме сите граѓани на оваа држава и одговорноста е за секој поединец е значајна и посебна. Во врска со вашето прашање за итната медицинска помош, работиме на една стратегија која што е регионална организација на итната медицинска помош. Во склоп на таа стратегија планирани се набавка на околу 60 возила за итната медицинска помош. Во делот на реновирање на објекти и тука работиме исто така. Не можам да ви кажам во која фаза сме стигнали, затоа што сме во почетна фаза. Меѓутоа, итната медицинска помош ја сметаме како една од клучните алки во зајакнување на капацитети за сите здравствени установи. Благодарам.